Првата бугарска блокада за преговарачката рамка на Македонија му предизвика непријатни чувства на Заев, но тоа не беше пречка телефонски со Борисов да разговара за решение за отворените билатерални прашања. Македонскиот и бугарскиот премиер, како што информираат од владата, се договориле дека диалогот Скопје-Софија треба да продолжи. Утре повторно ќе се чујат за да дефинираат дали самитот во рамки на берлинскиот процес во Софија во вторник ќе биде онлайн или ќе се одржи со физичко присуство. Борисов го информирал Заев дека се опоравува од коронавирусот и се чувствува добро. Премиерите Заев и Борисов изразија меѓусебно уверување дека ќе продолжат да разговараат и директно и преку владините представници и тимови, со цел изнаоѓање заедничко решение за отворените билатерални прашања во интерес на двете земји и во интерес на европските интеграции. Опозицијата и денеска побара одговори, што договориле Димитров и Османи со Захариева на средбата во Берлин. Она што може да се сретне и чуе низ бугарските медиуми политички чинители е дека постоеле три услови, тоа се јазикот, името на државата и добрососедските односи. Односно ова се услови кои директно удираат врз идентитетот, државноста и постоењето. Никој не ги споменува историјата и хероите и тука сакаме да прашаме дали тоа значи дека Заев, Пендаровски, Димитров и останатите прифатиле се што источниот сосед побарал во однос на историјата, историските личности, односно македонските херои. Бугарија во петокот на состанокот на амбасадорите на земјите членки на Европската Унија не ја прифати преговарачката рамка за Македонија, барајќи како услов да се вметнат добрососедските односи. Освен ова, Софија бара да се користи целото уставно име на државата, а не скратеното, и формулацијата за јазикот да биде официјален јазик на земјата кандидат.